Добар ден и секогаш е чест и задоволство да бидам дел од вашата емисија. Што ме привлече да го режирам тестостерон? Па три работи. Во принцип, првата и основна е најпрозаична, претпоставам, меѓутоа од една страна е прозаична, од друга страна е фантастична, затоа што очекувам повеќе да го прават тоа директорите, тоест менаџерите на театрите во Македонија. Имено Жарко Спасовски, директорот на Велешкиот театар, уште минатата година ми го предложи овој текст. Тој сметаше дека е соодветен за нивниот ансамбл и во комбинација со мене како режисер. И фантастично, всушност, мислеше, затоа што испадна еден спој кој што е направен во рајот, ако можам да се изразам поетски. Затоа што стана збор за фантастичен текст, уште по-фантастична екипа и ете јас како некој кој што заедно ќе ги спои сите коцки во една нова, се надевам, култна представа на сцената на Велешкиот театар. Тоа беа две работи. Третата работа е ова е првата работа фактички. Втората работа е веќе ја спомена во одговорот од во првиот дел од одговорот, меѓутоа морам да напоменам дека станува збор за еден од најдобрите македонски театарски ансамбли и не само ансамбли уметнички, туку всушност целокупната техничка екипа и логистичка екипа која што работи во овој театар навистина го возможува, го олеснува фактички животот на еден театарски работник на соодветен начин, онака како што би требало да биде. И третата причина, не помалку битна, е што работам во еден од најмодерните театарски куќи во Македонија, со една прекрасна нова театарска зграда која што би ја посакал на секој град во Македонија, а богами во Скопје, во принцип, пошто покрај нашиот нов македонски народен театар, се уште кубуриме со некоја убаво театарско здание во Скопје. Представата се занимава со машко-женските односи. Како ги интерпретирате тие теми денес? Тоа се вечни теми, претпоставувам, и одат паралелно со еволуцијата на Homo sapiensот. Во принцип, машко-женските односи претпоставувам, еволуираат исто како што еволуираме и ние. Меѓутоа, во принцип, секогаш се работи за исти приказни или стереотипи кои што едноставно само добиваат свој ремикси во контекст на современото живење. Во принцип, мажите се мажи, жените се жени, понекогаш се сакаме, понекогаш не толку многу, меѓутоа најбитно е да се почитуваме и да живееме заедно. Дали тестостерон повеќе комедија или критика на современото општество? Комедијата е секако критика на современото општество, така да за да одговорам на прашањето, најверојатно ќе треба да самиот дел од прашањето да биде дел од одговорот. Секако во секоја своја представа се обидувам на било кој начин, ако воопшто некој се обиде да ги пофати тие некои линии, да се обидам да искритикувам некоја нус појава во совремието. Меѓутоа, тоа не е неопходно секогаш. Овде станува збор за навистина одличен драмски текст кој што од еден специфичен ракурс се обидува да ги согледа работите во современото живење и корелацијата на мажите и жените. Како тече процесот на работа со актерската екипа? Како што веќе напоменав, стана збор за фантастичен актерски ансамбл со полно потенцијал, многу млади, нови глумци за кои што овде навистина се грижат. Може да се забележи една грижа за едноставно помладите генерации и размислување за иднината и што утре ќе значи ансамблот на Велешкиот театар, и тоа е навистина за почит. Одат супер пробите, буквално сите се инволвирани во процесот и даваат се од себе за да ни е возможно да имаме совршени услови за работа и непречена премиера вечерва. Што беше најголемиот предизвик при поставување на оваа представа? Предизвикот, мислам дека веќе го одговорив. Станува збор за една соработка помеѓу Велешкиот театар и мене, која што веќе поминува во традиционална. Минатата година ја работев министерка, исто така имавме премиера токму на истиот ден по повод од 27 март, Светскиот ден на театарот, се разбира. Да не ја заборавам можноста да не го честитам Светскиот ден на театарот на сите мои колеги во Македонија и пошироко. И во тој контекст и оваа година работам исто така в представа за отварањето на Петре и не знам, супер овде, имаме некоја развиена соработка и креативна и професионална и се надевам дека нема да престане никогаш. Пошто оваа представа се разликува од вашите претходни проекти? Принцип
гледам да бидам доста различен од представа, ако ги погледнеме моите два последни проекти, Аматери и Болва Вуво, кои што исто така ќе бидат нели гости на овогодишниот Петре, станува збор за две сосема различни представи. Во тој контекст ова е па сосема различна од нив две. Така да секогаш се обидувам да истражам некоја нова форма, се разбира, ниту се обидувам да измислам нешто ново, на принцип живееме во доста неоригинално доба, меѓутоа се обидувам да се предизвикам себе си барајќи нови форми и нови начини да интерпретирам решенија на сцена. Каква реакција очекувате од публиката? Па да бидам искрен, очекувам најнескромно една култно случување во петок и долг живот на оваа представа на сцена. Станува збор за 7 фантастични роли кои што ги одигра овие мои колеги од Велешкиот театар, рети да ги кажеме. Обично сум лош со имиња, па затоа ќе одам можеби ќе се обидам, како и да е. Васил Зафирчев, Владече Стојановски, Филип Христовски, Фаик Мефаиловски, Јордан Витанов, така се разбира некого веднаш заборавам, Стефан Николовски и многу сум лош со имиња, како обично морам да ги споменам и Филип Коруновски како сценограф на представата, Јордан Симонов како куриозитет, мој драг колега од Македонскиот народен театар, кој што е во улога на асистент на режија на оваа представа и навистина многу ни помогна во актерскиот дел, во тренирањето на актерите и на актерската игра. И отприлика тоа е тоа. Дали се Жарко Спасовски. Ги заборавивме, да. Дали се пронаоѓате во некој од ликовите од представата? По принцип се обидувам да се најдам во сите ликови представата. Овде станува збор за специфичен еден текст во кој што авторот има еден чврст став. Не можам да кажам дека се сложувам со сите работи кои што ги говори во текстот, меѓутоа секако дека секој од нас може да се пронајде во било кој од овие карактери. Станува збор за 7 машки карактери напишани од машко во еден машки свет, во еден ракурс кој што понекогаш најверојатно може и да не им се допадне на жените, а може би и на мене. Но како и да е ова, станува збор за современ полски текст, ретко гледаме такви на македонската сцена, еве прилика да се запознаеме и со нивните разгледувања на темата машко-женски односи. Ви благодарам за интервјуто.